Тужба до основен суд, пријава до инспекциска служба, жалба до локален музеј и што уште не. Дел од сопствениците на куќи, вили и хациенди во Прилепски Ореовец ги користат сите знајни и незнајни механизми за да го блокираат пристапот до државниот каменолом. Но сите пресуди, процеси, надзори, контроли, мерења, анализи и експертски мислења се контра нивните тврдења. Првин тврдеа дека Прилеп ќе остане без вода. Сепак изворите се во строго заштитени зони во кои се забранети какви било активности, а каменоломите се надвор од нивните граници. Ова го потврдуваат сите анализи, како и посебниот елаборат кој уште пред повеќе од 10 години е изработен за потребите на јавното предпријатие Водовод и канализација Прилеп. Тоа подразбира определена површина која што е заштитена и во која што е забранет пристап и изведба на било какви активности кои што не се дозволени со тој елаборат. Потоа тврдеа дека има штети на нивните куќи, но не поднесоа барање за обештетување. Само побараа времена судска мерка за запирање на активностите во ископот. Процесот мина низ Основниот суд Прилеп, Апелацискиот суд Битола, па повторно Основниот суд Прилеп. Конечната одлука беше дека не се во право. Стратешкиот партнер може да продолжи без никакво ограничување со подготвителните работи, вклучувајќи привремени работи и поставување на локации. Тврдеа и дека работата во каменоломот предизвикува бучава и загадување на дозволеното. Сепак сите мерни инструменти го покажуваат спротивното. Потоа тврдеа дека поради каменоломот ќе исчезне ендемски вид пеперутка, но експертите ги демантираа. Таа живее на многу поголема површина и незиниот опстанок не е доведен во прашање. Се обидоа да играат и на картата дека наводно има археолошко наоѓалиште во близина. Археолози излегоа на терен и утврдија дека нема никакви наоди. Во меѓувреме економските последици растат. Проценките се дека блокадите може да ја чинат државата и до 150 милиони евра. Додека институциите уверуваат дека проектот е безбеден и законски чист, граѓаните од Пелагонија секојдневно се соочуваат со метеш и небезбеден сообраќај, чекајќи го автопатот кој треба да го скрати патувањето и да ја подобри безбедноста. Симптоматично посочуваат надлежните е што блокадите се однесуваат исклучиво на државниот каменолом, додека приватните кои се наоѓаат во непосредна близина со години функционираат без отпор. И покрај јасните судски одлуки и институционални наоди, проектот од јавен интерес останува закочен меѓу правото и самоволието, со цена што на крајот ја плаќаат сите граѓани.